Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Приказните од најпопуларната книга на сите времиња Библијата, Холивуд ќе ги претвори во блокбастер. 9 години по успехот на филмот Христовото страдање, кој што во кината ширум светот заработи $611,9 милиони. Сите големи холивудски имиња, од актерот Бред Пит до режисерот Стивен Спилберг, повторно се насочија кон Библијата. Од студиото Paramount веќе го ангажирале Дарен Арнофски да ја режира 125 милиони вредната адаптација на Ное со Расел Кроу во главната улога. Филмот треба да се појави во кината кон крајот на 2014 година. Студиото Fox работи на филмот за Мојсей, а главната улога би требало да ја добие Кристијан Бейл, додека филмот по името Екзодус ќе го режира Ридли Скот. Компанијата Sony ќе го продуцира филмот Искупувањето на Каин, нов поглед на братското предавство на Каин и Авел, кој би требало за прв пат да го режира Вил Смит, додека Леон Стејдж работи на филмот Марија, мајката на Христос. Филмовите кои што се заосноваат на приказните од Библијата беа исклучително популарни во 50-тите и 60-тите години на 20-тиот век, кога еповите како 10-те Божји заповеди владееа со киноблагајните. Жанрот потоа падна во заборав, а сега повторно се оживува поради потребите на студиото да заработи пари на веќе познатите звезди. За разлика од минатото кога се сметаше дека бронзениот тен е неопходен за идеален изглед, денес Викторија Бекам предпочита природен тен. Таа потполно се откажала од посетата на солариум и спрејовите и кремите за самопотемнување, што е очигледно по нејзините најнови фотографии. Причини за тоа има повеќе, изјавила актерката. Од прекоумерната употреба на средствата за самопотемнување, извесен период имав портокалова нијанса на кожата и дефинитивно изгледав многу постаро, но тоа е сега изглед од минатото, изјавила британската дива Бекам. Експертите целосно ја подражуваат Викторија. Се покажало дека 90% од солариумите во Велика Британија не ги исполнуваат соодветните санитарни норми. Тоест, постои висок ризик да се добие 2 пати поголема доза на ултравиолетови зраци од препорачаната. Дури да станува збор за соодветна солариумска кабина, посетите на истата не треба да бидат повеќе од 10 во текот на годината, а до 18 годишна возраст воопшто и не се препорачува посета на солариум. Актерот кој се разведува од Деми Мур поради изневерување бил забележан со непозната бринета. Ештон Качер наводно ја изневерил и моменталната девојка, убавата актерка Мила Кунис. Додека Мила поради работни обврски била во Лондон. Качер на фестивалот во Остин во државата Тексас бил виден со непозната девојка. Качер бил сликан како оди на забава кај пријател, а Мила не била со него. Актерот делувал нерасположено и не сакал да разговара со новинарите и фотографите. Неодамна американските медиуми пренесоа дека Ештон и Мила чекаат бебе, но се покажа дека тоа не е вистина. 50-годишната Деми Мур и 35-годишниот Ештон Качер моментално го започнаа процесот за развод кој се повеќе се комплицира. Инаку бракот се распадна кога беше објавено дека актерот ја изневерил Мур со една блондинка, а актерката не сакаше така лесно да му го прости тоа јавно понижување. А дали неговата актуелна девојка ќе му прости на неверниот Качер, останува да видиме. Америка стана позната и по тоа што мајките заработуваат на сметка на нивните малолетни ќерки. 6-годишната Изабела Барет последната година заработи повеќе од $1 милион заблагодарувајќи на својата линија накид и мејкап производи. Изабела Барет лансирала своја линија за накид и благодарение на овој паметен бизнис потфат, таа во рок од 1,5 година станала милионерка. Инаку девојчето се прослави со незината победа на американското шоу за убавина на мали девојчиња. Идејата за колекцијата се родила во времето кога Изабела учествувала токму на овие избори за убавина. Имено по секоја победа, таа и мајка и со добиените пари купувале нараквици со кои можеле да се фалат за своите достигнувања. Овие нараквици станале популарни во светот на изборите за убавина, па мајката и ќерката решиле да ја покренат нивната компанија. Мајката на Изабела основала фонд во кој ги става заработените пари на Изабела, а таа ќе може да ги користи откако ќе наполни 18 години.
Freaks like you, give us a good name, use your body for the fame game.